За судијата Илдведин Ферати, кој ги прешкртвал оцените на Тетовскиот универзитет и си ги поправал, за да може да биде примен на Академијата за суди и јавни обвинители. Обвинителството веќе ја затворило истрагата. Иако Државниот просветен инспекторат за судијата Ферати не можел да најде никакви документи дека ги преполагал предметите за кои му биле поправени оцените, обвинителството сепак ги добило барањата, решенијата и пријавите за повторното полагање на предметите. Како и доказ за добиени оценки за 4 предмети, со кои факултетот потврдува дека во 2014 година студентот ги преполагал испитите и добил оценки со кои го зголемил својот просек над 8, пошто се пријавил за кандидат на Академијата за суди и јавни обвинители. Ваквата информација на 31 јануари 2024 година Државниот универзитет во Тетово ја доставил и до Државниот просветен инспекторат како дополнување на списите врз основа на кој бил изготвен записникот за извршен инспекциски надзор во јуни 2023, велат од обвинителството. Според доказите, јавниот обвинител во март констатирал дека не може судијата Ферати кривично да се гони. Според министерот за правда пак, со овие случаи се докажува и зошто довербата во правосудниот систем во Македонија е само 2%. Јас ниту смеам, ниту можам да ја коментирам пресудата, но она што секако сакам да го искоментирам е реакцијата на јавноста. А реакцијата на јавноста е оној глас на народот кој што е многу битен и кој што треба да допре до секој од нас, вклучително и до Советот, кој што е повикан да реагира. Тие 2% кои што се доверба доделена на судството, уште еднаш се покажа дека не се заџабе. Судијата Ферати вчера донесе присуда за казна затвор од 2 години за возачот од Тетово што ја прегази 22-годишната Теодора Ристовска на пешачки премин. Предметот беше вратен на повторено судење, а првичната затворска казна за возачот Менсур Пајазити беше 3,5 години. Одлуката беше шок за семејството на починатата Теодора, но и за целата јавност, институции и функционери. Од обвинителството велат дека се уште не е примено писменото образложение за донесената присуда, но имајќи ја предвид висината на казната, надлежниот јавен обвинител смета дека има основ за жалба. Од судскиот совет за Сител велат дека во текот на денешниот ден ги прибираат списите од предметот во кој донесе присуда судијата Ферати да утврдат дали има пропусти. Ферати е судија во Основниот суд Тетово од 2020 година, а претходно работел како стручен соработник во судот. Тамара Дичевска, Сител телевизија.